Убав ден. Сончево, чисто, хладничко малце, меѓутоа нема врска идеална за пешачење. Денес сакам да говорам за логиката на Русија, затоа што директно сме засегнати од руските интереси. Прво сакам да знаете дека веќе 3-4 години, ако не и повеќе, може би 10 години, трите најголеми слона на светот, Русија, Кина и Америка, се влезени во антикварница, она застарудиш продавница, и се борат секој за своите интереси. Борејќи се за своите интереси, бидејќи се наоѓаат во антикварница, рачунајте дека скапоценните вазни раритети има да бидат кршени. Некои ќе паднат, ќе се искршат, некои ќе паднат, можеби ќе опстанат, меѓутоа трите слона воопшто не се заинтересирани за продуктите кои што се наоѓаат во антикварницата. Одиме сега. Логика на Русија. Која е логиката на Русија? Кога би бил јас русин, кога би бил некој фактор во Русија, дали генерал, дали председател, дали патриарх и така натаму, би бил свесен дека Русија е една од трите светски империи. Да не се повторувам, Русија, Кина и Америка. Значи Русија прво е земја со најголема копнена површина, со најголема водена површина. Русија има мала популација, меѓутоа доста ратоборна. Русија, па нема каде кај да излегува, со сите Русија граничи. И со Индија, и со Кина, и со Америка, и со Канада, и со... Буквално сакаде, кај што ќе се свртите Русија. Русија има непроценливи извори на нафта, непроценливи извори на плин, на газ. Русија има огромни количини на рудни богатства, минерали и така натака. Русија уназад 500 години, ако не и повеќе, представува златното азно кое што сакаат паразитите од целиот свет да го украдат. Тука пред се предничат Англија, Франција, Германија, сега еве во поново време и Америка, да не говориме веќе за Кина и така натаму. За да ја одбрани целата своја целокупна територија, Русија мора да биде оштроумна, лукава, мудра, мора да води мудра политика, која што како основа на се ќе има благосостојбата на Русија и на рускиот народ. Русија е моментално во Росиска федерација, така се ја викаат. Има доста и муслимански земји кои што се сега во таа Росиската федерација, меѓутоа едноставно го прифатија начинот на живење и размислување на руската популација. Во минатото на Русија тргна и турците, тргна и Наполеон, тргна и Хитлер, и сите со подвиткани опашки си се вратија таму од каде што тргнаа. Рускиот народ, доколку немаше војни, доколку не му беше наметнат комунизмот, доколку не му беше наметнат Хабсбуршкиот цар, да не именувам са кој шо како имиња, Русија, по моја слободна проценка, ќе надминуваше 1 милиарда жители. Меѓутоа, внимавајте, само во Втората светска војна ќе спомениме,
загина 21 милиони руси, а потоа уште 20 милиони руси, претежно машка популација, беше ликвидирана од Сталин за да направи за Ленин, веќе да не говориме про Октомвриската револуција и така натаму и така натаму. Така да популацијата сега е 100 милиони руси, може би има 40 милиони, 45 милиони останатите и ја прават комплетната Росиска федерација. Иако се мали по број во однос на Кина, на Индија и така натаму, тие од подамна знаат дека само со одбраната, со јака одбрана, можат да го држат непријателот што подалеку од нивниот двор. Непријателот веќе отворено почна да ја напаѓа Русија. Морам да го кажам и на непријателот. Непријателот е нашиот стратешки партнер, Англија, сегашниот стратешки партнер, пред тоа беше наш стратешки партнер Германија, пред тоа беше наш стратешки партнер Америка, односно сите наши стратешки партнери се соработниците на ѓаволот. Не знам колку се слушам добро, бидејќи дува ветерче некој, ќе се потргнам некаде каде што нема ветер, за да можам рад да говорам. Сега, војната со Украина е една директна војна на НАТО и на Запад против Русија. Искрено, не ми му е гајлеве колку украинци ќе загинат. И сите нека загинат дојде. Шо му значи на Англија? Тоа што ќе загинат 40 милиони украинци. Ништо не му значи. Меѓутоа и тоа како му значат ресурсите на Русија, секоја цена сакаат да се дограбат до ними, затоа што Западот едноставно повеќе нема ресурси. Западот е одсечен од Африка ќе биде поделена помеѓу Русија и Кина. Западот е одсечен и од Кина, и од Индија, и од Азија буквално, ако сакате речете. И Западот е во голема паника. Западот повеќе нема од што да живее. И знаеш, кој ќе нема од што повеќе самарџијата да живее, ќе го заколи магарето. А магарето се вика Русија во овој случај и удрија на Русија. Првенствено ви кажав дека тоа е Англија, нашиот стратешки партнер. Сакам да го потсетам нашиот македонски народ дека ние веќе сме во војна со Русија, како членка на НАТО. Жалам што не го гледате тоа. Ние дадовме логистика, дадовме поддршка, дадовме муниција, дадовме тенкови, менкови, такви работи се му дадовме на Украина, за да можат украинците на рад да се борат со русите. Ние како Македонија, влезени во НАТО, имаме заменик генерален секретар на НАТО, Радмила Шекерицка, кој што никој од нас не ја избрал, меѓутоа НАТО си оценил дека му треба таа како заменик секретар. И таа сега е заменик секретар на НАТО. Русија. Уште од Петар Велики има два аманети. Првиот аманет е да нејзините две раце, односно Балтичкото море, кај што се Летонија, Естонија и Литванија, и Црното море, кај што се Романија, Бугарија, Украина и Турција, да бидат повторно во нејзино владење на царска Русија. И вториот аманет од Петар Велики е Константинопол, Цариград, денесен Истанбул, повторно да биде во руски раце. Има три Рима, каде што се практикува од давнина христијанството. Првиот е Вистинскиот Рим во Италија, вториот е Истанбул. Во 1054 година дојде до раскол помеѓу источното и западното
ориентирано христијанско население и се направија католицизам и православие. Од 1054 година Истанбул беше светски центар на православието. Во 1453 мислам дека беше, кога османлиската власт го освои Истанбул, се повлекоа сите што беа мошти, списи, акти и така натаму и сите замина во царска Русија, во Русија. Со тоа Москва стана третиот Рим и така ќе биде. Меѓутоа, внимавајте сега интересите кои се на Русија. Интересите на Русија се да може колку толку да се одбрани од кучината на трапници. Значи, кучината на трапници може да придат во Русија преку Украина, преку Црното море, преку Турција, односно Истанбул, може да придат од озгора преку Балтикот и може да удрат преку Јапонија. За Кина веќе да не разговараме. Затоа во блиска иднина ви тврдам дека Црното море ќе биде одсечено од прозападните сили, односно дека Бугарија ќе биде растурена како држава, на Романија ќе им биде одземено излезот на Црното море, Украина веќе да не разговараме, само се чека сигнал, и што е наинтересно, Турција ќе ја снема и како држава. Ова не се така лупање на зелени, ова е чиста геополитика, не од мене, јас само ви пренесувам што големите светски умови во моментов разговараат за геополитичката состојба во целиот свет. Се чека сигнал да падни НАТО. Кога ќе падни НАТО, тогаш ќе има Русија одврзани раце за финалната битка. Значи, која е финалната битка? Тие се веќе на 15 до 20 километри од Запорожје, на 15 до 20 километри од Харков, близко се Николаев и на 6 километри се од Одеса. Целта ќе биде да се отсечи Украина, или она ќе остане до Украина, од Црното море, првата фаза. Кога ќе се отсечи Украина и од Одеса, од Црното море, ќе слезат долу до Дунав, ќе земат делтата на Дунав под нивна закрила и ќе лишат Романија од излез на Црното море, Констанца, Монстанца, кај што се базите таму долу. Кога ќе биде раздорот на НАТО, тоа ќе има Русија зелено светло да ја нападне и Турција, да ја нападне и Бугарија, и Романија, и Литванија, и Летонија, и Естонија, и така натаму, за да си ги оствари своите геостратешки цели. Кај се наоѓа Македонија во сето тоа? Внимавајте. Кој ќе се растури НАТО? НАТО сојузниците, наводните сојузници, Турција и Грција ќе влезат први во војна. Цела Грција е укопана, некаде силите им се, ако е Турција бројна по народ и по војска, некаде има Турција 450.000 активна војска, Грција 150.000. Меѓутоа, Грција ќе биде подпомагана од Англија. Во тој секунд влегува Русија на страната на Турција. Ќе биде сојузник Русија со Турција, да се кловка со Англија преку двата НАТО сојузници. Кога двата НАТО сојузници веќе ќе се истрошат со своите ресурси, људство и така натаму, тогаш ќе настапи на сцена Русија, која што од 2028 повторно ќе биде царска. Внимавајте кога датумот 2028 година. Се предпоставува дека НАТО ќе се растури во втората половина од оваа година и од тогаш ќе се чека денот Д
за активирање на повеќе конфликти низ целиот свет. Првиот секако дека ќе биде помеѓу Персија, односно помеѓу Иран и Израел. И секако нормално таму повторно Русија ќе застане на страна на Иран, подпомогната од Кина. Ќе се кловкат, ќе биде доста интересно. Македонија, кај што не боли нас најмногу. Што ќе се случи со Македонија? Наративот на србите во последниве 10 години кон нас е сменет еве веќе трет пат. Првиот пат, кога не признаа под како Охридска архиепископија, се извинувам, така Охридска архиепископија, по налог од русите, почна да не викат прачо, мачо, оно, директно ми рече и така натаму и така натаму. За да после 2-3 години го сменат скроз наративот за да не викат Титов народ, народ без идентитет, без јазик, без култура, стара Србија тука била, Александар Карановиќ бил Александар Македонски, нивни биле црквите, манастирите и така натаму и така натаму. Да не навлегувам во сето тоа. Меѓутоа сега, последниот месец, што ми дава мене сигнал дека ќе се случува нешто големо и опасно, е промената на наративот на Србија кон нас. Наративот е следен. Повторно сме брачо македонце, повторно се загрижени за нас, повторно сакат да ни придат на помош против албанците, грците и бугарите. Сето тоа ќе биде подпомогнато од Русија. Русија, на нивните пудлици, српски, кои што го креираат јавното мислење, саќе зговорам директно за Дејан Лучич, има даено налог да прекратат со оние изјави старосрбијанци и бановина, вардарска, она, и да одат на сближување на Македонија кон Србија. Затоа што во наредниот период, сакале или не, западните сили, сакал или не, нашите внатрешни окупатори, Македонија ќе биде цела. Македонија ќе го има и Пирин, Македонија ќе го има и Егеј. Егеј ќе биде одсечен, односно Белото море, односно Солун ќе биде одсечен од Грција, ќе биде таму каде што секогаш припаѓал на Македонската империја. Затоа таму се влезени и русите и кинезите. Да не се повторувам, ќе се гради голема канал Дунав, Морава, Вардар, Солун. Бугарија, сакала или не, ќе мора да ја растурат русите како држава, затоа што веќе трет пат Бугарија, иако е оформена од Русија, од царска Русија, таму го врти грбот и секогаш е на страната на нацистите, на фашистите и така натаму. Сега кога би бил јас русин, кога би спремал 100 годишен период во кој што ќе бидат мирни моите руски граници, ние одсекол Русија, се извинувам, Бугарија од се. Ке се гради, повторувам по не знам кој пат, голема, како што милуваат тие да викат балканска држава, не знам како се вика, приматот сигурен сум дека ќе го има Србија. Меѓутоа, ако ете за некоја утеха, Македонија ќе биде комплетна таа држава. Што се случува? Во меѓувреме, Ердоган, Арсланот во изумирање, тој е болест, знаете, се чека само денот кога ќе умри, пред да замини ќе се обиди да влеци во историјата како војсководец. Преку Косово ќе сака да направи инвазија врз Србија и врз Македонија. За Грција веќе да не збораме. Меѓутоа, факторот кој што во моментов е најак на светот, тоа е Русија. Благодарение на Гавриловиот ковчег, внимавајте, за него некојаш посебно ќе разговарам, ја откри тајната на хиперсоничните ракети, ја откри тајната на плазмата, со тоа на орешникот, на Вангарда и така натаму, да не навлекувам на посето.
што е едноставно Русија во овие моменти е светска воена сила број 1. Америка се замислува дека е воена сила број 1, меѓутоа ви тврдам едноставно дека доколку дојди до било каков поголем воен конфликт или судир помеѓу Америка и Русија, нејзината морнарица, која што толку многу американците си ја сакаат и си ја фалат, ќе биде уништена за можеби 15 до 20 минути. Во ударниот првиот бран ќе имат некаде 50 до 60 илјади војска, кои што се наоѓа на нивните носачи на авионите, на дното, на океаните и на морината. Нивните 830 бази на НАТО, кои што се распоредени во целиот свет, со 2000 кусуро орешници ќе бидат сравнети со земјата, за да се предизвика нуклеарен удар од Америка кон Русија, за да направат Америка партал. Тоа е сценариото кое што и светите отци од Света Гора, од Хиландар и доста предскажувачи го имат објавено уназад годините, почнувајќи од Нострадамус и така натаму и така натаму. И повторно Русија ќе си има свој интереси, Кина исто така, Америка исто така. Кај се нашите интереси? Појма немаме ние. Ние сме влезени во НАТО, насила не пикна во НАТО, но ние сме окупирани, како Македонија са говорам, ние сме окупирани од прогермански и проанглиски политичари. Ние буквално ништо не сме, никаков фактор не сме. И де јуре, и де фактот, ние му припаѓаме на голема Албанија во моментов. Меѓутоа и тоа не го знаат албанците. Албанците и босанците не го знаат следново. Целиот свет, муслиманството, застана на страната на Русија. Почнувајќи од Иран, од Индија, од Пакистан, од Сирија, од Ливан, буквално сите муслимани се застанати на страната на Русија во борбата против западните сили, односно католицизмот, односно верата во ѓаволот. Единствено во целиот свет кој што се против Русија и православието се албанците, косоварите, овие што се кај нас, и босанците из Босне. За жал, мои суграѓани, албанци, и вие имате избрано погрешната страна како и Македонија, меѓутоа, кога ќе се туркат слоновите, мислам дека ќе претрпите вие најголемата штета. Не затоа што ни правевте зулум нас, како македонци овие 20 кусур години, туку едноставно така. Не му одговарате на србите, како да ви кажем, не му одговарате, на никого не му одговарате. Затоа, мислам дека ќе претрпите најголемите загуби во наредниве балкански војни. Да, кај вас е оружјето, да, кај вас е парите, дрогата, проституцијата, трговијата со луѓе и така натаму и така натаму. Не зборам за албанците како блок, амблок, туку зборувам за оние кои што се кријат под плаштот на албанците, за лучките ќе зборувам, за ајде да не навлегуваме са со имена, кои што мислат дека се преодредени од Аллах да го угнетуваат мирниот православен македонски, ако сакате српски, руски народ и така натаму и така натаму. На самиот крај, зошто ви го кажувам сето ова? Затоа што имате можеби 2 до 3 месеци да се припремите на најлошото македонски народе. Вас зимата ќе ве фати сред лето. Доколку дојди до глобална војна помеѓу Турција и Грција, Русија, Бугарија, Романија, Србија со Косово, со Албанија, Хрватска со Србија, ние нема како македонци да ратуваме, нас едноставно ќе не колат и ќе не убиват така онака од забава. Меѓутоа, обезбедете се дома за вашите семејства, храна за
колку толку да можете да преживеете година дена, затоа што ова војна ќе биде брза, кратка и динамична. Дајте му шанса на вашето семејство да обстои 100 дена со обезбедена конзервирана храна, вешто скриена во вашите домови. Енти пати ова истото ви го кажувам. Разумните нека размислат, паметните нека си паметуваат. Обезбедете храна, затоа што доаѓа многу сурова зима. Почитувани, има многу што да зборувам, не знам колку време одам во живо. Меѓутоа сакам едноставно да ве поздравам од подножието на Баба планина, на Пелистер, да ви посакам разум, здравје и среќа во наредниот период. Ве сакам сите, ве почитувам сите, верувам во сите вас. Нашиот свет добро доаѓа. Секој добро македонецо, каде и да се наоѓаш на земјината плоча.